Починал чекајќи инвалидска пензија за која државата тврдела дека не му следува. Сопругата на Драган Најдов од Градско и по неговата смрт ја бара правдата. Раскажува како пред 10 години ја започнал битката со срцевата болест. Пред 3 месеци ја загубил. Имал проширено срце, од слаба циркулација нозете се исушиле и двете очи му откажале. А и покрај ова, Комисијата за инвалидска пензија неколку пати ги одбила. Колку што јас видов у решението што ми го вратија, јас верувам дека уопште они не ги разгледале документите. Не беа разгледани документите. Ова тврдење го подкрепува со фактот што во решението со кое не се одобрува инвалидска пензија за Драган, Комисијата го враќа назад на работното место продавач во Велеспром. Ова била последната работа на Драган, но предпријатието не постои веќе 2 децении. Катастрофа. Не можам да кажам. Кога би можела да го вратам само малку назад. Каде ми го испрати? Да биде продавач. И што да продава? На 30 го добивме решението, на 2 ноември он почи. Толку многу се секираше и ме молеше, пише да не му давам лекови. На одлуката на Комисијата Најдови веднаш поднеле жалба, но Драган не го дочекал решението. Неговата сопруга вели дека очекува институциите да си ја исправат грешката и макар и по неговата смрт да ја исплатат пензијата која му следувала. Не може никој да ми го врати него. Меѓутоа не знам дали ќе можам да се раздушам. Али јас сакам само правдин. Не знам колку да ми дадат, него нема да ми го вратат. Он не се враќа. Не може да се врати, али колку можам, ќе се раздужам, пак ќе работам, ќе се мачам. Драган пред смртта ја изгубил надежта во институциите, но и покрај убедувањата јавно да проговори за нанесената неправда, тој не сакал. Сега неговата сопруга вели дека најголема среќа за неа би било да не го изгубила сопругот, но после несреќата е убедена дека правдата мора да ја истера на виделина. Кога можев ги купував, кога